Една интересна приказна, ќе ни се надоврзано ова што досега го зборувавме, Кристина, за жена шофер и тоа на тешко товарно возило. Да, Кипар возило, една струмичанка која што е храбра и која што од мали нозе сака да го работи тоа. Вели рамо до рамо се носам со мажите во однос на работата, а тоа го потврдува и колегата Ване Трајков во своето линковско вклучување. Ване вчера појде на терен, се сретна со Сашка и имавме многу што да слушнеме од неа. Токму така, навистина интересна личност, имајќи во предвид дека во моментов таа е жена возач на тешко товарно возило, камион, Кипер, кој што тежи некаде околу 20 тона, а кога е натоварено, секако тежи околу 30 тони. Таа успешно се справува со ова возило и едноставно веќе е успешна во својата професија. Она што изненадува, морам да признам, дека Сашка Каралијска Јовчева од Струмица своевремено беше фотомодел и манекенка. Но сплетно околностите таа се најде во овие води, веќе подолго период е страстен љубител на возењето, има возено се буквално од автомобил до трактор, до камион, но еве сега и шлепери вели, но сепак таа се сконцентрирала во моментов на професијата професионален возач на камион Кипер. Разговаравме со неа, заедно со Таня Коџабашиев направивме една приказна за Сашка Каралијска Јовчева од Струмица. Од секој пат сме мала желба да возам камион. Да. Како дојде љубовта? Од секој пат од дете. Ние сме од село. Возаме. Трактора не. Камионе. Од секој пат. Тешка ли е оваа професија? Не до толку. Треба се храброст сепак, да. Сепак е нели големо возило. Ќе видиш. Треба се храброст и желба. Јас имам желба, малку храброст, подршка од колегите и така тргнах. Да. Добро. Не сам многу години. Мислам, не сам многу време, де. Не возам многу време. Колку време може да ни кажете? 8. Само 8 месеца, што почнах да возам. Машка, да. Зашо баш Кипер? Пробах да возам било што од камион и шлепер. Така ми се понуди таа работа и викам зашо па да не пробам. Да. Не знам, Ване, ето така ми дојде. Кипер. Како те прифатија, како беше првиот работен ден кога дојде во фирмата и во тој машки свет? Да ти кажем, изненадано. Убаво прифатено, да ти кажем, да. Среќни беа сите од имат жена шофер. Подршка голема од них, ако не беа шоферте, јас немам појма, значи ни од тарачен менач, ни од автоматик и така. Мисля дали ќе тргнам или не. Мисля оти ќе се откажам, оти е тешка работа, гнасна, значи нечиста. Ама јас останах да работам. И како ти е? На мен ми е многу убаво. Да. Слободен си, удвижен си, запознаваш народ. Убаво е. Ова е тешка професија, но и одговорна професија во секој случај. Да, одговорна е. Не се оправа, посебно градскиот сообраќај, тешко се оправи во такво возило. Ние не сме толку стартни, можеме да се уклучиме директно, посебно на кружните. Тука има најголем проблем. Кога сме у град. А иначе така како возаме, полесно е. Така. Треба се храброст да се има. И желба, јас пак ќе ти кажам. Ако имаш желба, ќе возиш. Имаш ли совет до останатите девојки да вака? Многу сакам да се, значи ако некој го има това нешто у себе, храброст, дисциплина, да, и желба, љубов према работа, мислам, ти пред се треба, нека пробат. Да не бидам едина. Да не има шо повеќе, ќе ми биде многу мило. Ве има во Македонија? За Кипар, колку што знам, нема, само јас сум. И една момичка знам што возе хладнач, да, шлепер.
И како ти почнува денот, како ти завршува денот? Еве, денеска видовме дека имате, како се вика, растоварате некои... Турбулентно. Турбулентно. Гледаш, терените се баш многу непристапачни. Ама денот ни почнува у 7 сато, добиваме наредба од шефот кој за дека е. Да, товарат на со багер, истовараме на депони, потполнуваме празни места, полнуваме згради. Семејството председа, голема подршка, како кажаха ти ќе возам камион. Сите дома, вау. Океј, пробај, ај. Пробај, види. И сега се е уредо. А колегите, им сум крајно благодарна. Да. Иначе јас не знам да сменам гума. Јас не знам кога фаја улје. Шо е тоа, нели, шо свете, шо е тоа, стално се допитувам до них, малку им досадувам, ама ќе ми извинат, додека да научам. Да. Струмичаните паметот како Сашка, кој што беше меѓу првите кој што излезе да рекламира одреден бренд. Бета фотомодел и манекенка, но тоа е 360 степени. Разлика, бе? Па не се пронајдех тама, да ти кажам искрено, да. Не се пронајдех. Убаво ми беше тај период, ама бех малолетна, да. И не продолжих да се бавам со тоа нешто. Не, се одлучих на камиону. Само малку покасно. Тоа беше Сашка Каралиска Јовчева, 47 годишна, мајка на 2 деца и секако успешна во својата професија. На крај слушнаме дека своевремено се занимаваше со манекенство и фотомоделство, но ете сега веќе подолг временски период работи како професионален шофер и тоа на тешко моторно возило Кипер. Студио